Нели следев се судство поради што бевте притворени? Гледате ли мали промени во судството после бомбите или ништо? Па во моментот не знам што да речем. Би сакал да видам промени, меѓутоа има известни отстапувања, но дали тоа се должи на бомбите, со сигурност не можам да речем. Се надевам дека тие условно бомби, како што ги велите, дека ќе допринесат околу правична одлука во постапките. Веројатно слушнавте за случајот на Љубе Вошковски, дека не му дозволиле да се види со мајка му за последен пат. Како го коментирате и како гледате на тоа? Како го коментирам? Па не знам, морам да бирам зборови под зверско нешто нема слушнато. Значи, да не дозволите да се прости од родител не знам, чин на одлика на зверство, на ништо друго. Сакам само да ви кажам дека не ме изненадува воопшто ништо, дека на господин Бошовски нема да му дозволат, или, не знам, јас се дали се му дозволат, за да присутува на погребот на родителот, но и јас се соочив со една таква тортура. Имено, додека бе во куќен притвор, во 2-3 наврати беше побарано додам на стоматолог. Се соочив со страшни забополуки, но замислете, не дозволија. Па мораше стоматолог да доаѓа кај нас дома и во домашни услови, без ниту една направена снимка, да ми вади зави. Имаше ли такви други обструкции дека бевте во домашен притвор или во притвор воопшто? Обструкции имаше во притисокот, кога сте во притвор едно, кога сте во куќен притвор е нешто сосема друго. Она со што се соочи, но морам да речем, тоа сите не го прават. Дел од полициските службеници кои што ме контролира дали сум дома или не сум дома, добар дел од нив се однесува многу коректно, културно. Но известни лица, како да беа настроени да предизвикаат инцидент, не омаловажува или доаѓа пред врата, пушта ротацијски светла, па пушта сирени, наместо да позвони на врата и да види дали сум дома, тој ја пушташе сирената од колата, за јас да излезам, за да ме види и да си замине. Добро, спомнавте дека имате докази за Татјана Михајлова како станала од адвокат судија. Имате ли други такви доказни материјали за други партиски вработувања и планирате ли да ги објавите некој? Па за сега искрено јас немам каде да ги објавам, ќе ги чувам. Нека стојат. На крајот на тиштата, сигурно јавноста нема да ја лишам од тоа за еден ден да ги види. Кој како станал од адвокат судија или од било каков правник судија, веќе слушнавме во одделни телефонски разговори што ги презентираше лидерот на опозицијата. Ова само е уште еден доказ на кој начин можете да станете, да напредувате во кариерата. Добро, планирате ли да продолжите истрагата за Младенов или веќе имате продолжено? Да ви кажам право, во овој период се соочував со здравствени проблеми, се уште се соочувам со притисоци, се соочувам со заостанати работи, сепак 2 години се од 2 години минав, што во притвор, што во куќен притвор. Така да ми одзимаше повеќе од вниманието тој дел
значи околу тие условно домашни работи или здравствени проблеми, меѓутоа доколку излезе нешто што треба јавноста да го знае, сепак нема да отстапам од тоа дека доколку има нешто ново во делот за случајот за сообраќај, како се никола модел, дека нема да го приберам условно како доказ.